Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Филодендронот или Монстера делициоса е растение кое води потекло од шумите на Средна Америка, Мексико. Има многу раскошни листови. Често ги сретнуваме по домовите, канцелариите, ходниците, за што збори нивната погодност. Името делициоса се однесува на тоа дека растението има јадливи плодови кои се јавуваат кај постарите растенија. Плодовите имаат жолти до бледо кафени бои. За правилно одгледување на ова растение потребно е да му се обезбеди доволно влага. Не сака да биде изложено директно на сонце, но сепак има потреба од дневна светлина. Најдобро се развива на температура од 20 степени во зима, а 30 степени во лето. Може да се наводнува преку целата година, со тоа што во зимата поретко, но сепак ова растение сака вода. Бара да се приѓубрува со хумус и да биде засадено во тресет земја. Поради тоа што брзо се развива и кореновиот систем, потребно е редовно пресадување на 2 до 3 години во поголеми саксии. Скиндапсусот е растение со зелени листови на кои има жолти шари. Популарни видови се Скиндапсус ауреус и Скиндапсус пиктус. Може да се одгледува во висечки сад или пак може да се користи стап обложен со мов околу кој ќе расте. Ова растение расте многу брзо и за една година може да порасне до 50 сантиметри. Сака повеќе сончеви места, па пожелно е да биде блиску до прозорецот. Не бара многу влага, па пожелно е земјата да се засуши пред следното полевање. Во летниот период потребно е да се полева на секои 4 до 5 дена, а во зима на околу 10 дена. Најдобра температура за негово одгледување е 18 до 20 степени во текот на летото, а во зимата околу 16 степени. Скиндапсусот нема период на мирување, па може да се прихранува поеднаш месечно со течно ѓубриво. По желба може да го режете, а најдобро време за тоа е пролетта. Се размножува со резници. Може да се садат директно во земја или пак да стојат прво во вода, па кога ќе пуштат коренчиња да се насадат. Ако рабовите на листовите имаат кафени флеки, тоа е знак дека растението е премногу полевано. Може да се пресадува на секој 2 до 3 години, а најдобро време за тоа се февруари и март месец. Сансеверија, тоест Сансеверија трифаскијата, е вид кој потекнува од тропските области на Западна Африка, поточно Нигерија и Источно Конго. Ова е вечно зелено растение, кое листовите растат вертикално, директно од почвата. Зрелите листови се темнозелени, а помладите светлозелени. Може да постигнат височина помеѓу 70 и 90 см во должина и 5 до 6 см во ширина. Уште се нарекува и измиско растение поради обликот на листовите. Посебно за ова растение е дека во текот на ноќта ослободува повеќе кислород, па затоа пожелно е да се чува во спалната соба.
Поголем дел од истражувањата направени од страна на НАСА покажуваат дека сансеверијата представува едно од најдобрите растенија за подобрување на воздухот во просториите, бидејќи ги абсорбира токсините како нитроген оксидот и формалдехидот. Ова орнаментално растение потребно е да се чува и надвор, но во текот на топлите месеци. Не е потребно да се наводнува многу често. Во зимските месеци доволно е да се полее со само една чаша вода во текот на еден месец. Може да се размножува преку резници или со делба на ризомите. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.